Германската полиција и граничарите почнаа да вршат проверки на луѓе кои пристигнуваат преку сите копнени граници на земјата. Властите велат дека тие се насочени кон осумничени и легални мигранти. Сакаме да ги сведеме непријатностите за патниците и преносот на стоки на минимум. Германија е дел од Европската Шенген зона. Незините членови може да воведат гранични проверки ако постои сериозна закана за јавната политика или внатрешната безбедност. Германскиот канцелар Олаф Шолц рече дека овој потек е неопходен. Бројот на оние мигранти кои нерегуларно доаѓаат во Германија е преголем. Германија прими повеќе од 1 милион мигранти во 2015 година по арапската пролет. Државата е домаќин на повеќе од 1 милион украински бегалци. Приливот предизвика бурни реакции кај некои гласачи, кои се свртеа кон екстремно десничарската партија Алтернатива за Германија, која постигна шокантна победа на најодамнешните регионални избори. Многу од соседите на Германија реагираа на граничните проверки. Не се сомневам дека внатрешната политичка ситуација во Германија е таа што предизвикува да се спроведат овие чекори, а не нашата политика кон илегалната имиграција на нашите граници. Граничните проверки може да го поткопаат европското единство на долг рок, вели аналитичарот Рафаел Босонг. Тоа би можело да го влоши трендот на меѓусебни обвинувања, подемот на десничарите и сериозно евроскептичните земји. А ние не знаеме каде ќе завршиме со овој тренд. Германија исто така го засилува враќањето на неуспешните баратели на азил. Дали репресијата ќе влијае на имиграцијата? Ние не се занимаваме со пакети. Имаме работа со луѓе. Ние исто така се занимаваме со многу различни двигатели на неправилна миграција. Да, некои може да бидат подложни на различни стимулации или различни контроли, други може да бидат помалку, гледајќи во различни војни конфликти во нашето европско соседство. И овие не се под наша контрола. Во меѓувреме, владин функционер неодамна рече дека Германија би можела да се обиде да склучи договор со Руанда за испраќање баратели на азил таму на процесуирање. Велика Британија се откажа од сличен план во јули.